треба да се регулираат со закон. И Гром застапува обавезно елиминирање на сега многу присутните злоупотреби во користењето на субвенциите. Имаме по кажување на владата многу големи средства за субвенции, а намалување на земјоделското производство. Тоа значи дека субвенциите не одат во прави раци на вистинските земјоделци. Ние ќе ги укинеме користењето на земјоделците од рентерите. Оние кои што не се земјоделци, кои не работат, него го рентират земјиштето. А ќе ги зголемиме субвенциите за вистинските земјоделци, да преку тоа го зголемат земјоделското производство, за тоа да имаме нови земјоделски производи, нови освојување на пазарите со нашите земјоделски производи во извоз и со тоа битно учество на земјоделието во републичкиот буџет, во просперитетот на самиот земјоделец и во развојот на Република Македонија. Во Македонија народните пари досега се трошеа без контрола. Јас сум скопјанец, ама не сум горд што во центарот на градот се истурија пола милијарда евра за работи од кои што вие немате никаков аер. Направија споменици, фасади, направија врби, сега тркало ќе спремаат. Каков аер има Богданци од сите тие работи, сакам да ве прашам. Сакам да ви порачам дека во иднина нема да подпишувам укази за извршување на буџетот во кој што ќе видам дека народните пари се трошат на овој начин. Тие пари треба да бидат вложувани во иднината на нашите млади, кои што во последно време, за жал, разочарани се почесто ја напуштаат нашата земја. Таа генерација мораме да ја задржиме тука во Македонија, затоа што Македонија без нив нема никаква иднина. Пред некој ден, односно пред една недела, ги повикав против кандидатите на господинот Зоран Поповски да престанат да се однесуваат како боксери кои што боксуваат пред огледало туку да излезат во ринг, а тоа е да излезат на ТВ дуел. И еве што се случи. Анкетите и коментарите кажуваат дека најдобро пласиран е господинот Зоран Поповски. Дека најдобро впечаток оставил. Ете таков ни треба председател на Република Македонија. А уште повеќе ни треба човек кој што нема да биде продолжена рака на владата. Да не зборува во него владата. И тој да кажува колку изградиле, колку направиле. Ама бре луѓе, ние сите ли политиката ја свативме дека е лопат. Па валјда има задача председателот некоја друга работа. Сакам одговорно да кажам дека државата се прави со политика, не со лопата. И дека тоа е задачата на председателот на државата на Република Македонија. Во исто време, сакам да кажам дека работите излегуваат на чистец, кој во оваа држава стои цврсто на позициите на одбрана на уставното име, а кој ни бара консензус. Консензус за да го промени името. Што значи консензус? Да му го држиме стравот за да можел тој да донесе одлука против кои се сите граѓани на Република Македонија. Ние имаме консензус за името. И македонци, и албанци, и турци, и власи, и роми, и бошњаци, и срби, и хрвати, и црногорци, и македонци и муслимани. Сите стојат за уставното име на Република Македонија и поголем консензус од тоа нема. Дали сте храбри? Храбар човек, горда држава. Зоран Поповски за председател. Храбро за Македонија. Заокружи 4.